Без трпение останаа фармерите од Делчево, Берово и Пехчево, откако и денеска не добија конкретен одговор од надлежните. Тие денеска излегува на мирен протест пред општина Делчево, незадоволни од состојбата со откупот на млекото и како што вела долгото чекање без решение. Дел од нив реагираат и на зголемениот увоз на млеко и млечни производи, кој како што вела дополнително ја влошува состојбата на домашното производство. Во исто време представниците на Сдруженијето Симентал се на средба со министерот за земјоделие, каде ќе ги пренесат нивните барања. Фармерите најавуваат дека доколку не се најде решение, од утре ќе следува целосна блокада на општината. Денес ние фармерите од Делчево, Берово и Пехчево излегохме на овој мирен протест за да кажеме дека нашето трпение е дефинитивно потрошено. Дека ние стоиме овде, нашиот председател на Сдруженијето Симентал во моментот е во Скопје, на директна средба со министерот за земјоделие. Тој на маса ги носи нашите барања, нашите подписи и готви економски решенија кои нема да ја чинат државата ниту денар од буџетот. Сакаме јавно да знае. Ние не бараме пари, бараме социјална правда и закон. Бараме МВР и Агенцијата за храна и ветеринарство и пазарниот инспекторат битно да се разбудат и да го запрат увозот. Увозниот масакар, најголемата млекарница во државата ги фаворизира српските фармери, но со наши девизи купуваат увозно млеко во прав, а нашето домашно квалитетно млеко го прогласуваат за вишок и ни ја сечат цената за 30%. Фармерите предупредуваат дека од 12 јули една од најстарите млекари во Малешевијата целосно ќе го прекине откупот на млеко, доколку не се најде решение. Освен на општината Делчево, тие планираат и протест со трактори пред владата во Скопје. Од 12 јули една од најстарите млекари во Малешевијата целосно го прекинува откупот. Тоа значи социјална смрт за 80 семејства од овој регион кои чуваат 1500 говеда. Ние остануваме овде пред општината во постојан телефонски контакт сме со Скопје. Доколку нашиот председател ни се јави дека министерот потпишал конкретна акцијски план за итна билансна анализа на залихите и заштита на откупната цена. Од утре оваа локална самоуправа ќе биде под тотална блокада, а во вторник тракторите ги селиме пред владата во Скопје. Инаку очекувањата на фармерите се дека нивните барања ќе бидат прифатени и нема да има дополнителни нервози и проблеми.